Крайна неизвестноста на рударите од Пробиштип почна редовното ископување на руда. Во моментов олово-цинкова руда се вади само од 2 ископа, а се работи на создавање на услови тоа да се направи уште од 2 нови ископа. Уредени се сите правно-формални процедури за добивање на дозволи и решенија од надлежните државни институции, потребни за почеток со непречена работа на рудникот, набавени се потребната опрема и техника за чистење на јамата, како и делови за ремонтирањето на локомотивите и вагоните за транспортот на ископаната руда од јамата до флотационата фабрика. Од капитално значење е решениот проблем со одводувањето на јамата, еден од клучните технички сегменти за непречена експлоатација на рудата од рудникот. Набавени и ставени во употреба се и нови утоварни машини за ископаната руда. Информираат од компанијата Булмак 2016. Согласно согледаната фактичка состојба во активните ископи, како и очекуваните тенденции во наредните фази на експлоатација, компанијата вели дека има за цел реализација на ископани 200.000 тони руда на годишно ниво. Затоа аз казвам, че инвестицијата ще бъде околу 20 милиона. Инвестицијата ќе биде околу 20 милиони евра за период од 2 години. Целта ни е производството на годишно ниво да го покачуваме за 30%. С 30%, с 30%, с 30%. Додека газдата се надева на поголемо производство, работниците се надеваат на поголеми плати. И се надеваме дека ќе иде на подобро. Гледаме газдата дека вложува репроматеријали. Мислам дека со тоа ќе има и производство. Па сега почнаа со новите договори да ги зголемуваат платите. Ние у почеток што бееме на тие договори, сега почнаа и на нас ќе ги покачат договорите. Се надеваме на многу подобра иднина, не само за нас вработените, него и за целиот град. За рестартирање на рудникот во Тораница, чија концесија исто така ја има бугарски Минстрој, ќе треба да се почека, зашто таму се детектирани поголеми проблеми, за чие решавање било потребно повеќе време.